Во Државната изборна комисија денеска се влечеше ждрепка за редоследот на кандидатите за председател на гласачкото ливче. Според извлекувањето, прв на гласачкото ливче ќе биде кандидатот на албанската опозиција Блери Мрека. Втора е кандидатката на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата Гордана Силјановска-Давкова, а трета кандидатот на СДСМ и коалицијата Стево Пендаровски. Како што најави председателот на ДИК Оливер Дерковски, ќе биде подпишан кодекс за коректно однесување на предстојните избори со цел да има коректен надпревар меѓу сите учесници. Апел до кандидатите да се придржуваат кон членот 68 до изборниот законник упати членот на ДИК Борис Кондарко. Во членот 68 детално е дефинирано што се подразбира под кампања, од која тие треба да се воздржуваат до нејзиниот официјален почеток на 1 април. Кондарко повика на коректна, чиста, позитивна европска кампања, бидејќи, како што рече, тоа е во интерес на сите. Пред се на кандидатите, на нивниот интегритет, во интерес на политичките партии, во интерес на ДИК и во интерес на целата држава. Дарко Каевски, представник на СДСМ и на коалицијата за кандидатот Стево Пендаровски, по утврдувањето на редоследот на председателските кандидати, најави кампањата што ќе ја водат ќе биде европска и од денеска па се до 1 април ќе се воздржат од кампања и од јавни настапи и ќе ги почитуваат сите законски прописи. Очекуваме фер европска кампања во духот на европските вредности и убеден сум дека таква кампања ние како Социјалдемократскиот сојуз заеднички со сите 31 партија кои што го поддржаа нашиот надпартиски кандидат Стево Пендаровски, дека заеднички ќе водиме европска кампања која што ќе биде во духот на европските вредности. И од против кандидатите очекуваме иста таква кампања, идентична кампања која што ќе отсликува демократијата која што владее во нашата држава. Дим Чарсовски од ВМРО ДПМНЕ и коалицијата, представник на кандидатката Гордана Силјановска-Давкова, рече дека веќе прекинале со сите активности што не смеат да бидат емитувани и реализирани и бројот 2 за нив символизира победа во двата круга на изборите. Од она што можам да истакнаме дека ВМРО ДПМНЕ максимално ќе се залага за европска фер и демократска кампања, ќе ги следи сите оние норми и начела кои што се припишани од страна на изборната комисија во однос на фер и демократските избори. Можам да кажам дека веќе прекинавме со сите активности кои што не смеат да бидат емитувани, реализирани така натака на дали на терен, дали медиумски, дали на интернет, социјалните мрежи. Рамадан Реджепи, портпаролот на кандидатот Блери Мрека, истакна дека за нив бројот 1 представува дека се борат за една република, за сите, за една европска мултиетничка држава. Така да ние се надеваме како независен кандидат Блери Мрека на вистина фер и мирни пред се избори европски. Слушнавте и од председателот колку се важни овие избори да бидат навистина европски настроени. Како што најави председателот на ДИК Оливер Дерковски, в понеделник во ДИК ќе се спроведе ждребувањето за редоследот на кандидатите за градоначалници на општините Охрид, Новосело и Дебар.